Изградба на излетничко-рекреативниот центар починалиште кој се наоѓа во непосредна близина на средното училиште Цар Самуил во Ресен. Реконструкција од хортикултурен аспект, осветлување и партерно уредување на еден дел од градскиот плоштад. Изградба на систем за фекална канализација во село Дрмени се дел од многобројните градежни активности во општина Ресен. Но два позначајни капитални проекти кои ќе имаат огромно значење за жителите на општина Ресен е проектот за целосна реконструкција, модернизација и надградба на системот за улично осветлување, како и проектот за реконструкција на градскиот водовод стар 50 години. За прв пат по 50 години Ресен има еден од најстарите водоводни системи во Република Македонија, па за прв пат еве после 50 години се реконструира тој стар систем за водоснабдување во Ресен, кој што генерираше големи загуби на вода, големи и многу чести дефекти на водоводната мрежа и се разбира пиењето од тие така наречени азбестни цевки кои што во моментов се сменуваат со нови ПВЦ профили, беше исто така неповолно за граѓаните на Ресен и Преспа. Патната инфраструктура е еден од главните приоритети на општина Ресен. Само изминатиот период во функција беа ставени неколку реконструирани и нови изградени локални патишта. Локалниот патен правец кој што води од спојот со регионалниот пат Макази Маркова Нога и кој што води низ село Љубојно до село Брајчино. Вториот локален пат кој што исто така беше комплетно реконструиран е патот кој што води од регионалниот пат Макази Маркова Нога до селата Крани и Јарвати. Интензивно се работи на реконструкција на магистралниот патен правец Битола Ресен Буково, чии градежни активности се очекува да завршат на крајот на септември или почетокот на месец октомври. Инаку во последните години во Преспа се инвестирани околу 15 милиони евра во различни проекти од патната и комуналната инфраструктура, како и за подобрување на туристичката понуда.